Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот Дневник на Сител ќе гледате. Филипче и денеска побара на лидерска средба да се разговара за евроинтеграциите. Вице-премиерот Муртезани тврди интензивно се работи на реформската агенда, но пречка се билатералните прашања. Чебрени галиште ќе се градат од британските пари. Стратешките хидроцентрали би чинеле 1,2 до 1,3 милиарди евра, колку што би се повлекле од британскиот инвестициски фонд. Африн Фидани за нов председател на Врховниот суд. Судскиот совет на истата седница Иван Джолев од председател на Кривичен го избра за апелационен судија. Онколошки здруженија во обвинителството по одговори кои се пациентите кај чии медицински истории беше потврдено несовесно лекување. ВМРО ДПМН бара одговорности од тогашниот министер за здравство. Филипче не чувствува одговорност и негира вмешаност. Тиквеш и Монтеко доминираа на меѓународниот вински предизвик што се одржа во Англија. Винаријата Монтеко, која е присутна на пазарот само една година, на овој настан се закити со 3 сребрени и 3 бронзени медали. Брижит Макрон му удри шлаканица на својот сопруг, францускиот председател Макрон, при пристигнувањето во Ханој, Виетнам. А за новата брза железница, за реновирање на постоечката, за пругата кон Бугарија, во тема на денот со Синиша Ивановски, директор на Железници инфраструктура. Филипче и денеска на Советот за евроинтеграција побара на лидерска средба да се разговара за евроинтеграциите. Тој смета дека Комисијата за историски прашања е едно од тие. Вице-премиерот Муртезани пак тврди дека интензивно се работи на реформската агенда, но пречка се билатералните прашања. Филипче денеска ги повика политичките лидери на заедничка маса да разговараат за евроинтеграциите кога од Брисел стигнуваат пораки на поддршка за кој вели потребен е национален консензус. Тој момент на толкување на протоколите, прво. Понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од претседателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји. Меѓутоа, ова е работа за која што сепак лидерите на најголемите партии треба да се седнат заедно, и тоа овој временски период, пошто очигледно постои расположение сега во Европската унија да се поддржи овој процес. Владеачката партија, која веќе го одби повикот за лидерско соочување, сметаа дека нема потреба од таква средба. Обвинија дека Филипче само бара начин како да го зголеми својот рейтинг. Лидерска средба имаше пред еден месец и во овие моменти не гледаме потреба за тоа. Ако Венко сака средби, тие може да ги оствари со неговите коалициони партнери Ахмети Таравари или Димча Апасиев. Тоа се исти луѓе со исти вредности. Филипче нема контрола во партијата и само му слугува на другарот Зоран Заев, сака да факторизира со седнување на маса, реагираат од ВМРО ДПМН. За власта реформите остануваат во фокусот на делување. Реформската агенда повеќе не е документ на хартија, туку дневна обврска на институциите, порача вице-премиерот Муртезани, образложувајќи ги роковите за донесување на клучните закони за усогласување со европското законодавство. Северна Македонија сега го има првото признание од Европската унија како прва земја во регионот која прифати предфинансирање пред зголемувањето. Значи, ова не е символичен гест, туку ова е директно признавање дека ова влада знае како да креира, презентира и имплементира реформи кои се конкретни, кредибилни и мерливи. Реформите сега се на терен. Имплементацијата на реформската агенда 2024 е во континуитет без разлика на политичката транзиција. Албанската опозиција пак бара итно спроведување на уставните измени за да се откочи процесот на интеграција. За продолжување на работите треба уставни измени да има. Значи ова е една конукција, не одат една без друга. И џабе збориме и за реформи и за агенда, нормално дека се многу значајни. Владата минатата недела усвоила 2 акта со насоки како треба да се спроведува планот за раст. Со нив одговорност ки има и за ресорните министри и за назначените службеници, доколку не се спроведуваат активностите за имплементација на планот. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.
Председателката на државата имаше аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква папата Лав 14. Честитајќи му го изборот за понтив на католичката црква, председателката нагласи дека во ова време на голема неизвестност и поларизација во светот се неопходни неговите охрабрувачки зборови за траен мир, како и неговите заложби за градење мостови на диалог, разбирање и заемно почитување меѓу луѓето и народите. Сињановска Давкова изрази македонската подготвеност за јакнење и продлабочување на пријателството и соработката со Ватикан. Таа посочи дека редовното чествување на светите браќа Кирил и Методи представува символ на духовната и културната поврзаност со Светиот престол. Председателката констатираше дека двете држави имаат и нераскинливи историски врски преку цивилизацијскиот завет на светицата и скопјанка Мајка Тереса. Во македонската делегација се и представници на МПЦ и Католичката црква во земјава. Председателката денеска се сретна и со италијанскиот председател Серджо Матарела, кој истакнал дека Европската унија не смее да дозволи да бидеме жртва на идентитетски прашања или нивна билатерализација врзана за идентитетски прашања. Она што е најважно што го чув од него е дека веќе разговарал и со господинот Антонио Кошта, но исто така и со господјата фон дер Лајен за она што нам ни се случува. И не само како член на групата пријатели наши, туку исто така и како голем пријател на Западниот Балкан, рече дека не смее Европската унија да дозволи ние да бидеме жртва на идентитетски прашања или на билатерализација врзана за идентитетските прашања. Очекува и јас очекувам да дојде до разговори со нашите соседи, да видиме кое може би е најдоброто решение. Јас повторно се разбира ги реафирмирав нашите заложби за гаранции, бидејќи ако ова биде уште една од промените за која што на која што укажува Европската унија, тогаш не само што нема ништо да добиеме ние, туку нема да добие ништо ни Балканот, бидејќи приказната за ветото и приказната за билатерализацијата на евроинтеграцијата ќе се повтори. Лидерите на Вреди вечерва на состанок. Дали ќе го утврдат името на новиот министер за здравство? Во вестите во 21. И Чебрен и Галиште ќе се градат од британските пари. Премиерот Мицкоски најави дека за таа намена од британскиот инвестицијски фонд би се искористиле 1,2 до 1,3 милиарди евра, колку што би чинела изградбата на овој стратешки електроенергетски и хидропроект. Чебрен и Галиште ќе се градат со пари од британскиот заем. Премиерот Мицкоски на надзорната расправа во Собранието за аерозагадување рече дека во моментот се водат преговори за изградба на вечните хидроелектрани. Инвестицијата според него ќе биде помеѓу 1,2 и 1,3 милиарди евра. Силно сум убеден дека не само поради производство на електрична енергија ни се потребни овие две хидроцентрали, туку убеден сум дека имајќи и предвид климатските промени, за идните генерации се потребни уште 2 нови резервоара за вода. Затоа што знам дека тоа ќе биде голем предизвик во иднина. Тоа е прво. Второ, убеден сум дека овие 2 нови резервоари евентуално за вода заедно со постојната тиквеш акумулација ќе обезбедат дополнителни количини вода за наводнување на тиквешко поле, значи некои 55-60 илјади хектари. Прва класа земјоделско земјиште. Премиерот е убеден дека затоплувањето е најголем причинител на аерозагадувањето. Затоа според него потребна е изградба на когенеративни централи, но и целосна инфраструктура за пренос на газ до објектите. Во овој дел вели државата доцни. Прашани за градежната прашина која ја создаваат градежните компании, Мицкоски вели само со дисциплина може да се доведе ред. Мислам дека дисциплината не е на високо ниво. Јас ги охрабрувам и граѓаните да ако има такви случаи на девијантно несување да ги пријавуваат и градежниот инспекторат да излегува на лице место и тоа да го констатира и се разбира на таков начин да може да се спречи таквата појава. Но од друга страна со зазеленување на тие површини исто така. Така што ова се двата начини со кои што можеме ние да се бориме. Не постои трет начин. Нити во праксата е познат трет начин.
Аерозагадувањето е акутен проблем речиси низ целата држава во текот на зимските месеци. Најголем проблем со канцерогениот воздух имаат Скопје, Струмица, Куманово, Кавадарци, Тетово. Даниел Василев, Сител телевизија. Да, британските пари во тема на денот со директорот на Железница инфраструктура Синиша Ивановски. Добро вечер. Добро вечер. Господин Ивановски, околу 2 милиарди евра ќе чини изградбата на новата брза железничка пруга Табановци-Гевгелија и реконструкцијата на постоечката која треба да се трансформира исто така во брза пруга, некој вид на брза пруга, сега ќе поразговараме каков. Министерот Николовски планира почеток на градежните работи веќе на есен. Подготвени ли сте вие како јавно предпријатие за толку брз период да се стартува еден таков голем проект? Јасно. Пред се најавата за брза пруга во држава е од лани летото. И согласно дека горе-доле што велиме дека ќе исполнуваме, почнавме да се спремаме дека ќе дојде до тој ден. Оваа брза пруга дали ќе биде почната градежно во септември? Да. Меѓутоа ќе бидат оние почетни и првични истражувања на теренот, геотекстилни, геолошки истражувања, да видиме каде можеме да скратиме должината на пругата. Има многу свеоци, поготово делот што е кај Велес, но првична механизација дека есенва ќе биде или досна есен ќе биде на терен, да, тоа е точно. Дали не знам трасата веќе дали имате пред очи, дали се разгледувала, дали ќе има потреба од голема експроприација која вообичаено создава проблеми, тешкоти, договори, цена која што ќе се понуди, па дури и протести нели на собствениците на земјиштето со оглед дека најавата е дека од есен сака да почнете. Најидеален дел каде да се гради оваа брза пруга е до постоечката пруга уствари. Тоа значи по дефолт дека добар дел од некои населени места веќе се населени. Дали ќе има потреба од експроприација некаде? Да, сигурно ќе има, но ќе се трудиме тоа да го сведеме на минимум. Да нема проблеми. Од друга страна, самото тоа што ќе се гради до постоечката пруга е веќе пат што е трасиран и веќе сите проблеми на теренот веќе се познати. Инфраструктура веќе 152 години постои веќе оваа траса. Да, па и геолошки испитувања веројатно ќе бидат побрзо. Добар дел ни е позната трасата и затоа сме сигурни дека ќе почнеме за брзо, како што сме сигурни дека и за 5 години од почетокот ќе дојдеме до крајот на реализација на оваа брза пруга. Дали е брза пруга? Можам да кажам да. Предвидено да биде патнички до 160 км на час, а до 120 за товарен сообраќај. Така. Има некои прашања зашто не е 200 на сат. Искрено. Да, имам и јас прашање. Да. На овие 200 километри вкупно што е предвидено да биде од граница со Србија до Грција, дали ќе поминеме со 160 на сат или со 200 на сат, се 15 минути разлика, но како предпријатие што сме одговорни за одржување на инфраструктурата, онаа пруга што е со 200 на сат е 2,5 до 3 пати поскапа во чинење на одржувањето за разлика од она што е 160 на сат. Размислуваме малку и подолгорочно. Искрено ние мачиме сега да одржуваме пругата, а одговорноста на толкава инвестиција за одржување на многократно поголема и затоа ова е идеално инвестиција. Добро, најавено е дека на одредени делници, вие рековте на трасата, при реновирањето ќе се исправаат, нели? Колку ќе се скрати делницата Табановци-Гевгелија? Имате предвид вака со овие исправања? Моментално е 235 километри. Влез излез на државата, ќе се трудиме да тоа дојде некаде околу 200 и под 200 километри. Има огромен дел каде што има кривини, секаде каде што технолошки е дозволиво тоа да се исправи, ќе се исправи и не само тоа, на самите кривини не може да се постигнува голема брзина. Целта на пругата да имаме побрза пруга и побрз транспорт. Со тоа така да секаде каде што ќе има можност да биде исправена оваа пруга, тоа ќе се случи. Доаѓаме до онај критичниот дел, би реков, ако земеме предвид дека е голема градежна офанзива во тек на автопатите и на други категории на патишта, за кои Бехтел и ЕНКА веќе имаа проблеми да обезбедат соодветна работна сила. Дали за оваа, би рекол, специфична сега градежна дејност, ќе имаме доволно капацитет? Договорот вели 20 до 30% да биде во корист на британска компанија, рестото на кај домашните компании. Имаат ли нашите домашни компании капацитет да ги искористат и овие 80 или 70%? 30% ќе биде компонента британска, че вградени британски делови, кои што нас ни одговари тоа како. Збориме за квалитет, второ место во свет.
Премиерот сум сигурен дека ќе направи еден состаноци со сите штопански комори и ќе биде понудена соработка на сите македонски компании со сигурност. 2 милиарди евра е сума која што не сме ни свесни колку е голема. И сигурно ќе има простор за секоја компанија македонска и плюс тоа кога веќе најавено има време да се припремаат компаниите. Историјата на државата во градба на Жедници за жал не е голема, но оваа компонента на договор држава со држава меѓу другото вклучува и техничка помош која што ќе биде достапна на државата да максимум што може да се помага на домашниот сектор. Тоа значи ќе се остави на домашните компании да се обезбедат и работници, значи работна сила, технички, стручен и експертски персонал? Видете, целта на целата соработка со Велика Британија е да се помогне на Македонија и на населението да има подобар квалитет на живот и на самите компании да имаат поголеми инвестиции. Кога некоја компанија ќе склучи договор за многу поголема сума, тој е многу повалиден и пред комерцијалните банки да инвестира во зголемување на компанијата и да се отвори еден железнички сектор, условно кажано. Такви возови сме виделе само во странство, но еве, во која ставка ќе влезе набавката на брзите возови, кој ќе ги купува, од каде, кој ќе управува со нив? Брзите возови се одговорност на МЖ Транспорт, меѓутоа не е наша одговорност. Сигурно дека за 5 години од сега штом градиме пруга треба да имаме соодветни возови. Не само тоа, ние со простичкиве возови нема да можеме да влегуваме во Европска унија. Значи мора да се набават возови, локомотиви кои што ги задоволуваат тие стандарди и тоа е во планот на владата се набават нови возови. Може ли вака да ни објасните кога зборуваме тука за нова пруга, брза пруга, реновирање на постоечката, како ќе се движат патничките возови, 160 км/ч, така карго возовите со 120, по која рута ќе биде двонасочен сообраќајот, по истата пруга ќе се движат или едните во едната, другите во другата? Не. Пред се постоечката пруга ќе се подигне, ќе се реконструира целосно, да не кажеме само ќе скористиме трасата, да дојде до 160 на час и ќе се направи уште една паралелна, согласно можности. Добре. По двете ќе се користи и товарен сообраќај и патнички сообраќај. Тоа сега повторно вака визуализирам како автопат по надолу по десната према Гевгелија, по левата према Табановца? Или не? Тоа технички не знам како изгледа. МЖ инфраструктура покрај другото и координира сообраќајот на самата железница. Ние сме еден вид споено државни патишта, Македонија пат и МНАФ за летање. Значи ние и инвестиции и го одржуваме инфраструктурата и го контролираме сообраќајот. Согласно сообраќајот, моменталниот сообраќај, моменталните најави, одредуваме како ќе се одвива. Ако е проекцијата 5 години да имаме брза пруга, тоа се однесува и на новата и на реконструираната? Апсолутно завршен проект. Добро, кога сме еве кај реконструкцијата, едно практично прашање за луѓе што патуваат сега, кога ќе заврши поправката на пругата Скопје-Велес, оштетената некаде кај Лисиче, нели, за да не мора возовите да кружат? Кај Маркова река? Да. Веќе го работиме. Веќе го работиме, имавме период во кој што не можевме веднаш да го направиме, поради тоа што од обилни води, од обилни дождови, самото земјиште беше премногу со впиена вода, а не требаше суви временски услови за да почнеме да го работиме тоа. Во моментов, почнувајќи од преходната недела, санацијата веќе се случува. Сега, кога зборуваме ние за брза пруга, тоа го замислуваме, седнуваш во Скопје, следна станица да е, не знам, Ниш, Белград и така натаму. На колку станици би застанувале патничките брзи возови на територијата на Македонија? Ќе видиме согласно проектот што е можно помалку, но во исто време ќе има и конектори. Скопје сигурно ќе поврземе аеродромот Петровец, и тоа е огромна новина. Сигурно ќе биде во Велес и во Гевгелија, но во втора фаза, ако некој спеме во прва, ќе пуштиме кочани према Штип до Велес, значи да има како луѓето да доаѓаат до овие централни станици со кои што ќе можат да се качуваат за меѓународен сообраќај. Компатибилна ли ќе биде таа пруга со она во Грција и во Србија сега по коридорот 10? Секаде веќе се гради по европски стандарди, и тоа нема никакво скокнување. Значи 160 во Македонија, 160 без проблеми во Србија и во Грција. Ако дозволува инфраструктурата. Меѓутоа, во моментов Белград гради према Ниш, Атина до Солун е веќе завршено
треба од Солун до Гевгелија делот да биде направен, кој што од грчка страна рекоа дека тоа ќе се случи, кога ќе почнеме ние, и делот од Србија од Ниш до граница треба да биде во исто време направен и тоа. Овде ако зборуваме за час и пол, до Солун, 4 до 5 часа до Виена, дали се предвидува во рамки на владата, повеќе ве прашувам сега, да се смени нешто во врска со граничната контрола, која може да трае повеќе од патувањето вака? Да, така. Целта на целата условно кажано приказна е да имаме брз и ефикасен транспорт. Такви застанувања, такви одговлекувања ќе падне во вода целото што е направено претходно. И сигурно дека Министерството за транспорт во соработка со нашите соседи ќе направи се што е можно да биде еден вид на one stop, да помине што е можно побрзо. Дали имате проекција колкав прилив на средства би носел карго сообраќајот? Го слушнавте ние министерот Николовски, и колку би го намалил транспортот на шлепери по автопатот Пријателство, кој што сега носи големи приходи и од патарини, и од застанувања, и од угостителски и други туристички денови? Точно дека носи приходи, но има и расходи кои не се гледаат. Одржувањето на самите автопати е огромна ставка. Околу 100 милиони, 120 милиони евра годишен приход по само товарен сообраќај се предвидуваат, заради тоа што пристаништата во Атина, во Солун, во Александрополис и во Кавала постојано бележат нагорна линија. Најбрзиот пат е преку Македонија. Има втора опција преку Бугарија, дупло поскап, дупло подлог, има преку Риека или вртење до Роттердам, тоа е цела Европа, од 26 дена го скратуваат на 4-5. Нашата позиционираност и тоа како треба да искористиме. Сега веднаш се забетонираме на мапата на карго Европа. Ако ние не го направиме тоа, во економијата нема слободен простор. Да. Веќе работат на тоа значи да помалку шлепери транспортни по автопатите каде што ќе се со апсолутно патнички сообраќај транспорт е. И нив им одговара. Има во Централна Македонија и тоа како бизниси кои што функционираат, и тоа им е потребна пругата за да своите добра ги однесат или северно или јужно. Што се однесува сега до коридорот 8, Македонија и Бугарија постојано меѓусебно се обвинуваат. Бугарскиот министер за транспорт дури изјави дека додека се чека на Македонија да се одлучи за изградба на оваа пруга што имаме, тие веќе проектираат нова брза пруга до границата со Македонија. Каде е вистината освен фамозниот тунел или има многу повеќе? Да не се насмеам, не можам. Ја директно ги водев тие преговори со бугарската страна, почнувајќи од Брисел во Софија, каде што на техничко ниво ние сме супер сложни. Дека тој тунел мора да излага од двете страни. Ние ако направиме до пола, ништо не правиме. Договор со Бугарија имаме ние од 93-та, од 99-та, 2019-та. Има костори што стојат изградени. Помина времето на договори. Акција. Сега, ја пратив толку многу покани, писмени, до директорот на инфраструктура да дојде да го конечно за овековечиме на еден вид техничкото решение. Меѓутоа не доаѓа, дури последниот пат од дописот ми пишуваше, ве молам од сега исклучиво комуникација преку амбасадата, преку Министерство за надворешни работи, преку транспорт. Вака ми дојде непријатно, дури да се извинам што пишам воопшто покана. Значи, ако нешто сака да работиме, работиме. На крајот на денот ние и реално работиме. Ние првата фаза Команово Белјаковце со австрискиот Штрабак го завршивме во јануари сега. Моментално Белјаковце Крива Паланка со турскиот Ѓулермак војни водам со нив, ама пак работиме, пак идеме напред. Споро, ама одиме напред, работиме. А линијата домашна е само 500 метри од Ѓоешево до граница, кој што не се случува, а и од Софија до Ѓоешево, линијата пруга е во страшно лоша состојба. Тие велат нова со 160 км на час проектирале дека час поскоро ќе заврши. Одлично, но на техничките состаноци ние проект не гледаме за жал. Би било супер ако се во право и ако они имаат технички решенија, меѓутоа за жал немаат. Од друга страна декларативно двете страни велиме дека сакаме да поврземе пругата, но ние работиме. Значи ќе почекаме малку за брза пруга према Софија, наобично ќе почекаме, а камоли на брза. Можна ли е пруга брза до коридорот 8, односно од пристаништето на Драч до Црното море, каде што би се споиле овие два пата, коридор 10, коридор 8, со каргото пред се? Кога ќе се реши проблемот со Бугарија, целиот фокус ќе падне према пругата према Албанија. Коридорот 8 не е целосен ако само стигнеме од Скопје до Софија, мора да стигне до Драч.
Таму има моментално со албанската страна користиме заеднички грант на Европска унија за техничко решение за обиколување го Охридското езеро. Имаме проблем со стандардите на ЮНЕСКО и со заштита на природна. И со нив имаме сосема коректна комуникација со тоа што Албанија моментално го става својот фокус према Црна Гора железнички, што е сосема окей. Кога ќе решиме Бугарија, полека ние се спремаме веќе. Иако не е тема, во инфраструктура ние работиме на техничките решенија да полека за некои 4 години од сега до па и 5 имаме комплетно основен проект спремен за јавна набавка да се прави таа пруга. Добро, ајде во очекување на првите километри. Ви благодарам што бевте гостин во тема на денот. Благодарам за покана. Африн Фидани за нов председател на Врховниот суд. Судскиот совет на истата седница Иван Џолев од председател на Кривичен го избра за апелационен судија. Онколошки здруженија во обвинителството по одговори кои се пациентите кај чии медицински истории беше потврдено несовесно лекување. ВМРО ДПМН е бара одговорности од тогашниот министер за здравство. Филипче не чувствува одговорност и негира вмешаност. Судскиот совет денеска го избра врховниот судија Африн Фидани за председател на Врховниот суд. Донесени се и други одлуки. Судијата Африн Фидани е новиот председател на Врховниот суд. Со 8 гласа за и 5 против од членовите на Судскиот совет, ја доби довербата да раководи со највисокиот суд во земјава. Фидани претходно бил апелационен судија, а во 2017-та станува врховен судија. Иако мислењата за него беа поделени, односно дел од членовите на Судски, сметаа дека не се истакнал доволно во работата, но и дека не ги познавал доволно состојбите во судството и Судскиот совет, сепак одлучија дека е подобар избор од врховната судијка Беса Адеми, која претходно еден мандат раководеше со Високиот суд. За неа мнозинството гласаше против, бидејќи не била доволно кооперативна, а меѓучовечките односи во Врховен биле нарушени, додека таа била председателка. Кандидатот Африн Фидани, искрено, јас сум изненадена, морам да ви кажам, колку имаше малку познавање во однос на актуелните состојби во судството, а како прв човек на највисокиот суд сметам дека тоа е недозволиво. Колегата Африн Фидани го познавам лично, мислам дека е искусен судија, има менаџерски вештини и ќе оправда нашата доверба, затоа гласав за. Аз не видам во нејзиниот ангажман одреден предлог или заедничка расправа во надминување, во изнаоѓање на рационални решенија како подобро и поефикасно судство. Точно имам сознание дека во периодот дека она била председател биле нарушени човечките односи во Врховниот суд и сметам дека менаџерот како прв човек во Врховниот суд треба пред се да внимава на меѓучовечките односи, а со тоа и да се зголеми довербата на јавноста во судскиот систем. Председателот на Кривичниот суд пак Иван Џолев стана апелационен судија. Сите членови на Судскиот совет му ја дадоа поддршката за да оди во повисокиот суд, бидејќи бил исклучителен судија долги години и пред да стане председател на најголемиот суд во земјава 2 мандати. Со из неговите искажани ставови цврсто се бори за независно и самостојно судство и сметам дека треба да напредува затоа што од позиција на второстепен судија уште повеќе ќе се слуша неговиот глас и тоа ќе овозможи да на некој начин сите како поединци заедно се обезбеди самостојна и независна судска власт. Покрај Џолев за апелациони судии во кривична област беа избрани судијките Марија Клетничка-Марковска, Олја Ристова, како и судијата Бети Мјахија. На денешната седница Советот избра и 6 нови судии од граѓанска област за во апелациониот суд Скопје. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Здружение и онколошки пациенти денеска во обвинителството по одговори кои се пациентите кај чии медицински истории беше потврдено несовесно лекување. ВМРО ДПМН бара одговорности од тогашниот министер за здравство. Филипче не чувствува одговорност и негира вмешаност. Починати се дел од граѓаните чии медицински истории од скандалот онкологија беа вештачени во Србија и Словенија. Останатите се уште одат на терапија и контроли на клиниката. По утврдување на наодите за несовесно и несоодветно лекување кај 47 пациенти, представници од Хема Онко добија одговори од обвинителството. Сите на кои припаѓаат вештачените истории или нивни семејства ќе бидат контактирани и ќе станат дел од процесот.
Здруженијето ќе бара да бидат и обештетени. Ниедни пари нема да ги вратат нивното здравје, нити пак нивните починати, меѓутоа од друга страна па ќе дадат една заклучница на тоа да вие знаете дека немате вие вина и дека вие сте направиле секако што треба за вас самите или пак за некој кој што ви е близок, и тоа треба да биде казнето и овие луѓе треба да бидат компензирани. И од обвинителството соопштија дека пациенти и нивни законски представници ќе бидат информирани за нивните права како оштетени. А на денешната средба представниците од Здруженијето добиле одговор дека вештачењето во Словенија потврдило несоодветно лекување кај 29 пациенти, а во Србија кај 18. Представниците на организацијата беа информирани дека во текот на истрагата беа прегледани медицинските досиеа на сите онколошки пациенти кои примале биолошка терапија за период од 5 години. Од 1.1.2018 до крајот на 31.12.2022 година. При што технички советници на истрагата ги издвоија историите со одредени сомненија за начинот на третирање. Од сите прегледани истории, 65 беа издвоени, испратени и анализирани од вештите лица во Словенија и Србија, велат од обвинителството. И додека онколошките пациенти чекаат правда, власта и опозицијата продолжуваат со препукувања. Од ВМРО ДПМН и денеска бараат обвинителството да истражи дали Филипче е вмешан во скандалот. Лидерот на СДСМ и екс-министер за здравство вели дека не чувствува вина. Дали Филипче заедно со овие двајца директори за кои беа поднесени кривични пријави, бил свесен за овој криминал и останал нем на истиот или можеби и тој бил вклучен во истиот случај. Дали Филипче има добиено голема сума на пари за да молчи и индиректно да го одобрува овој криминал на онкологија? Вина не чувствувам апсолутно. Добро што има процес, излезе обвинението, започнува судски процес и добро е да знаеме вистината. Прво да почекаме да видиме што ќе покаже судскиот процес. Не видели на сепак излезе на лажна кампања која што ВМРО ДПМН организираше против мене лично. Сметам дека секој, апсолутно секој, доколку го прекршил законот, треба да одговара. Минатата недела обвинителството поднесе 2 обвиненија за онкологија. Екс-директорот Нино Васев е обвинет и за злоупотреба на службена должност заедно со тогашниот организацијски менаџер. А Васев ќе одговара и за несовесно лекување заедно со уште 3 онколози од клиниката. Сања Димитровска, Сител телевизија. Системот Најдиме за исчезнати деца мора да се издигне на ниво на национален механизам за итна реакција. Иако статистички во Македонија нема многу исчезнати деца, секое исчезнато дете е и предоцна и премногу. И едно исчезнато дете е предоцна, пораката која силно одекна по повод Меѓународниот ден на исчезнати деца. Од граѓанската организација Новинари за човекови права бараат заштитата на исчезнати деца да биде врвен приоритет на сите институции. На состанок со представници од сите надлежни институции побараа системот Најдиме да се издигне на ниво на национален механизам за поитна реакција. Според статистиката, Македонија нема превисок број на исчезнати деца, но велат алармот мора превентивно да делува пред некој случај да заврши трагично. Институционалниот одговор е она што е најдобро за сите нас и дека на тој начин ќе превенираме, како што кажав, тоа исчезнување да има трагичен исход и брзината на пронаоѓање на децата ќе биде најголема, најефикасна. Статистиките од она што ние како систем за управување го имаме досега се 5-6 возрастни и еден аларм за исчезнато дете. Еден од возрастните беше од странски државјанин, меѓутоа во соработка со МВР одлучивме дека треба да алармираме за тој случај, бидејќи беше во погранична зона и дека граѓаните во тој район може да помогнат во пронаоѓањето. Системот е дел од Амбер Алерт мрежата Европа, каде учествуваат над 50 организации и над 80 полициски експерти од Европа. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Министерот Панчо Тошковски е фатен жив во скандал тежок 4 милиони евра, обвинуваат од СДСМ. Тошковски демантира каква било врска со фирмата која го доби тендерот за полициски униформи. Како е можно фирма што до тогаш не постоела да ги исполни сите услови и да достави мостри за квалитет каков
што тврди Тошковски. Кој ги кажал условите однапред? Кој ја подготвил фирмата да учествува и да победи? Каде тие мостри биле доставени? А фирмата не ни постојала. Никој овде не е наивен. Постојат основани сомнежи за местење тендери и блиски релации. Добар број од деталите кои што ги напоменавте, јас сум запознат од страна на медиумите, а не од претходно во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи има свои сектори, оддели кои што работат, како што работат во рамки на сите останати министерства. Пак ќе повторам. Ги повикувам и јавното правителство, и сите останати институции, а и одделите во рамките на Министерството за внатрешни работи да го истражат. Не само овој тендер, сите останати тендери, каде што има било какви индици за било какви сомнежи во делот на незаконитост. Нити знам кој е собственик на как се вика на модно студио, кој идеја, нити па верувам дека кој да е собственик е блиска пријателка на мојата супруга. Тиквеш и Монтеко доминира на меѓународниот вински предизвик што се одржува во Англија. Во исклучително силна светска винска конкуренција на настанот на кој доминираа Тиквеш и Монтеко, посебно внимание привлекува успехот на винаријата Монтеко, која е присутна на пазарот само една година, а на овој настан се закити со 3 сребрени и 3 бронзени медали. Македонските вина го освојуваат светот на престижниот интернационален вински предизвик. Македонските винари освоија 14 сребрени и 17 бронзени медали во исклучително силна конкуренција на највлијателниот светски настан, познат по ригорозните критериуми и комплетната непристрасност при оценувањето. Доминираат Тиквеш и Монтеко. It's a very good opportunity for a brand owner to put your wine into a competition where it's judged several times and really to benchmark your wine. And if you come through all of that and get a medal, you've done frankly really well. I think this competition embraces change more than all the others. In the other competitions, the experts in a field judge that field. Here we have people who maybe never tasted red burgundy before, but because they're new to it, they're providing new thoughts and fresh ideas. And I think that this competition has proven to have made better wine over the years. Со посебен успех се истакна винаријата Монтеко, која е присутна на пазарот само една година. На настанот освои 3 сребрени и 3 бронзени медали. Со сребро се закитија Темјаника, Мерло и Вранец, а Шардоне, Неро и Монтеко Филип освоија бронзен медал. Лозовите насади на винаријата Монтеко се наоѓаат на околу 600 метри надморска височина, во близина на Кратово. Токму надморската височина на која се одгледуваат му дава посебна арома и вкус на виното, за разлика од грозјето кое расте на пониско. Исто така се одгледува на земја со вулканско потекло, која е предуслов за добивање на врвни вина. Монтеко користи најсовремена италијанска технологија за созревање на вината, до подготовка за флаширање. Сите овие предуслови ги прават вината од Монтеко признаени низ целиот свет, носејќи се рамо до рамо со познатите светски винари. Наташа Мерисовска, Сител телевизија.